Наезда од глувци на оризовите полиња во Кочанско. Старци со големина од 10 до 15 сантиметри ги јадат коренот и стеблото на оризот, со што практично го уништуваат родот. Права штета се е изедено, како с бишќија да е сечено. Лом, тај дел тука, половините има исечено. Појавата на глувци во Кочанско не е ниту нова, ниту непозната работа, но годинава глодарите ги има повеќе од кога и да е. Па може сам едно 15 имам тие факчињата што са железните, ставим лепче, так тики. Нема еден ден фана 6 фана еден ден, ете. Ставим го вечер, одем се валено се фанало таму, значи. За каков вид на глувци всушност се работи? Се појавуваат водни глувци или како големи се како ставрци, јас латинско име не можам да ја кажам, ама прават многу голема штета на оризовите полиња, прават многу голема штета. Треба да локалната самоуправа во Кочани и во Чичиново Облечо да се Досега штети се регистрирани кај 30 до 40% од површините под ориз, но наездата од глувци се шири бргу, па земјоделците се плашат дека глодарите ќе им уништат најмалку 60% од родот. Состојбата е алармантна, но уште поалармантно е што таа тешко може да се спречи. Се уште немаме соодветен препарат за решавање со проблемот со глувците во оризите. Најголем проблем со глодарите имаат земјоделците од Чешиново, Соколарци и Спанчево, каде штети се регистрирани на околу 40% од посевите. Но досега ниту еден од земјоделците истите не ги пријавил во подрачната единица на Министерството за земјоделство и не побарал помош.